Ден, како ви секој обичен ден. Се давам во цигари, се давам во алкохол. Ништо после се случува. Но тогаш дојде таа долга црвена пламена коса, темно зелени очи, бледо бела кожа, вистинска убавица, но не знаев дека по тоа е и права отровница. Добра вечер. Повелете, што ви треба? Вие сте детектив Макс, нели? Еден и единствен. Добро, конечно ве најдов. Како да ви кажем? Мислам дека маш ми ме изневерува. Многу е сумнително. Не знам што да правам, не знам како да одам. Мора да ми помогнете. Имате докази дека вам маж ви ве изневерува се некоја? Не знам, едноставно е премногу сумнително. Навистина не знам. Се враќа доста на вечер. Не ме ни допира, не ме погледнува. Секогаш го нема, недостапен е. Наѓам траги од кармин на неговата кошула. Не е проблем. Ја прифаќам задачата. Колку минути за сработеното? Дали 3000 би ви биле доволно? Тоа е двојно повеќе од што ми го нудат. Но не се жалам. Имате договор, господјо. Ви благодарам. Сторете си што можете. Јас ќе бидам тука. Барајте ме ако нешто да знаете. Нема проблем. Иван, палтото. Дали некој од вас има чуено што е ноар? Океј, кој го има од вас гледано True Detective? Кој од вас има играно Max Payne? Океј, добро. Кој од вас го има гледано Cowboy Bebop? Убаво, убаво. We're getting warmer. Сите овие работи имат едно нешто заедничко. Тие се ноар. А што е ноар? Епа, затоа треба да идеме малце по-далеко во историјата. Да видиме два клучни настани од 20 век. Почуваме негде од крај на 20-те години во Америка. Се е супер, се е убаво, луѓето живеат супер живот. Едноставно го живееш американскиот сон. За ништо не се грижиш. И одеднаш, во 1929 година, преку ноќ, тој сон умира како се урива, како кула од карти. Се случува големата депресија, која што го запаѓа целиот свет. Луѓето губат работа, фабриките се затворат масовно, едноставно се пропаѓа. Сиромаштијата се зголемува, невработеноста, бездомништвото и единственото чаре од тоа е да работиш на црно. И затоа едни ситни криминалци како Ал Капоне, Лаки Лучиано, Дач Шулц и Ернест Бамби Джонсон се истакнуваат на врвот. Ситни души кои никој не ги фермал онака до вчера, сега се големите зверки во градот. Во тоа време, некад почетокот на 30 години, голема популарност стекнува детективската фикција. Голем број на писатели почнуваат да пишуваат книги онака нефтина хартија, што е наречена палп, и оттаму називот ефтино. И тие романчиња за приказни детективи, кои што рисуваат разни случаи, се така, имаат голема популарност во САД, зимаат голем замак. А што е приказата? Па ова што видовте е само во ведниот дел. Вообичаено почнува со детектив кој што си се дофадува во својата канцеларија. И наеднаш
некоја фен фатал доаѓа да му го испреврати животот за на 360 степени. И секогаш приказите се вртат околу тоа детективот да реши некој случај, било да е киднапирање, закрана, уцена или што и да е онака. И нашиот детектив не е некој херој, значи не е некој витез на бел конј. Тој е смртен човек, како и сите нас. Меѓутоа е, како да кажам, ослободен од секакви можни илузии. Едноставно не верува дека постои нека така добра нека луѓето. Тежок циник е. Има голема недоварба кон секого. Едноставно го гласат како што е. И тоа е неговата главна особина. Било да гледате филмови на Хемфри Богарт, Роберт Мичам или Роберт Стак, ќе преведете дека тие сите го делат тоа заедно со детективи. И зошто се такви луѓето? Зошто се понашаат така? Па, одговорот е едноставен. Затоа што ги знаат пајните на луѓето. Сега мора да чепкаат по вулканиот веш на секој човек што доаѓа на нивна помош. Затоа што знае дека секој си има мрачно минато. Секој човек е гад според нив. Дури и дамата во неволја, која што на почеток онака изгледа доста невин и чини дека, да? Не е тоа што изгледа на прв поглед. Иначе, вака изгледа прилика на словната страна на еден ваков палп магазин. Селективска приказна. Ја, овој... Океј, тоа... Ево, прилика вака се секојаш кориците, значи, кои што прикажуваат некој насилство. Да, значи, нешто онака као истрели, прекупувања, напади со ножеви, такви работи. И како што реков, тие стекнуваат голема популарност, поради што Холивуд размислува во време на економска криза да го искористи тој нивен успех за онака, за филмски адаптации. И тоа во време кога веќе црно-белиот филм е ослободен од тие стеги на немиот филм, што би се рекло за че сега луѓето можат конечно да зборуваат без никаков проблем, има некој напредок во технологијата. Тоа не е ништо страшно. И не само што ги доведуваат и детективи на големото платно, туку и ангажираат доста добри уметници за да може да направат филмови со многу посебна атмосфера, која што може да направи, која што ќе остави еден траен белег во светската кинематографија. И што било тоа пресудно за да можат да направат одлични филмови со одлична атмосфера? Па, тоа било луѓето од другата страна на Атлантикот, поточно германците. Дали некој знае од ова сцена? Да, токму така, Носферату. Ова е првиот филм за вампирот Дракула, снимен во Германија. И овој филм уствари е дел од она што се нарекува европски ноар, односно европски црн филм. Што значело тоа? Сега, германци немале на располагање технологија за да снимат филм во боја. Се било црно-бело. И за да најдат начин некој онака да и нашли некои така интересни начини за да манипулираат со црната и со белата боја во филмот. Да манипулираат со светлината, да манипулираат со мракот. И секогаш кога ќе има некоја сцена, например кога ќе ви гледате некој филм, например као, што знам, некоја црна сенка што се оддава во некоја светлина, во некоја зафрлена ќоше, или пак како некоја особа гледа преку летните и само се гледат очите, а се друго е темно. И некои така други мали филмски трикови, па тоа е европски ноар. Начинот да се долови една интересна атмосфера. Show, don't tell. И сега, германските режисери, што се бавеле со техника на снимање, почнале да бегаат во сад, бидејќи се плашеа од прогон од страна на нацистичкиот режим.
Холивуд ги прифатил со отворена рака и веќе се гледат видливите резултати во тоа време. Филмови како Казабланка и Малтешкиот сокол се доста добар пример за тоа. Со звезди како Хемфри Богарт, Рита Хейворд, Грета Гарбо. Ова е толика типичен постер за ноар, Тешкиот сокол. Дефинитивно добра препорака за гледање, иако е црно-бел филм, може да се одврати. Сега не знам какви се вкусовите, али не е лошо да малце внимание. Бавен филм е. Не е нешто спектакуларен, нема Бог знае какви тепачки, насилства или пак пркања со коли или шо све некако, например, во, шо знам, во акциони серии како The Untouchables. Али сепак си има свој начин за привлекување, да те вовлече во тој свет на интриги, на корупција, на маргинален живот. Иако човек има представа дека не е ова баш најидеалното нешто што е онака, бидејќи филмот, бидејќи ноарот секојаш дава песимистичка слика за животот, сепак имаат неодолива желба баш на некој начин да бидат вовлечени во тој свет, па макар било на еден ден. А сега за вториот чин. Една работа. Маши се вика Глен Хартленд. Многу як бизнисмен, ама уште погаден човек. Со него сречнав порано, бев полицаец на вообичаена сообраќајна патрола. И него го застанав. Бъздеше на алкохол, му пишав казна и ми се закани. Вика, имам високи пријатели на високи позиции. Пониште ја каза дали тешко тебе. Јас не го послушав. Јеби га, најебен бев. Тогаш ме нападна и јас му возвратив со еден бокс. Да знаев подобро, требаше ова да го избава почкиниот син, да пулка крв и заби на подот. После тоа ме отпушти од полициската станица, поради полициска бруталност. Него нормално казнија. Но, тоа е тоа. Мејадата е мината. Сега имам нова задача. Денеска го начекав да посети нека уметничка изложба. Уметничка изложба на некој од Европа. Од Македонија мислам дека е. Не сум сигурен. Чудна уметност. Никогаш не можем да разберам ова кинеска покемон цртана уметност. Не може ги сата млади што сакаат денеска. Ама тоа е може би пошто сме поинакви генерации. Стар сум. Не можем да ги разберам. Во раната ноќ, ти подзамена со кола во накај еден од оние љубовни хотели. Добро интимно место за брачни парови, вонбрачни парови, љубовници. Фотоапарат ми беше спремен. И си викам, добре, еве го човекот да дојде во апартманот. И сега само треба да ја чекам другата особа да дојде. И дојде. Но не сакам да поверувам дека е таа. Мојата бивша сопруга. Влезе. Бе во неверување. Но сепак изедов сликите.
И само што сакав да заминам, слушам неколку истрели. Трчам да видам што се случува. Те истрели доаѓа од нивниот апартман. И беше преосно. 2 мртви тела, 2 крвави бари. И што уште почудно, донив мојот пиштол. Прозорот беше отворен, убиецот сигурно таму избегал. И звукот на сирените беше доволен доказ да заминам што може побрзо преку истот прозорец и да го барам убиецот на тие 2 души, додека бегам од моите бивши колеги. Ова ќе биде само еден краток преглед на манги, онакаш и аниме сериали што били инспирирани од страна на ноарот. Не се баш чист ноар, али има доста елементи превземени од тие филмови од рани 30, 40 и 50 години. Ева го првиот пример. Ова е мангата Адолф од Осамо Тезука. Е сега цртежот му е онака детски, наивен за днешни стандарди, но ова е баш напротив најдобрите манга трилери што сум ги имал прочитано. Приказна за еден новинар од Јапонија, кој што требало да известува за Олимписките игри во Берлин, ама и да го истражи убиство на неговиот брат. Претковајќи се во нацистички заговор. Добро, ова веќе е познато. Нема потреба од дополнително представување. Одлична приказна, одличен ноар приказна, одличен лик, одличен песимист и уште подобар саундтрак. Ова веќе го гледавте, садам нека првите 2 епизоди ви беа доволно привлечни за да обрнете внимание да го догледате до крај целиот серијал. Ова е најблиско што може да стигне до ноар Хајао Мијазаки. Помалку занемарен филм Порко Росо, сепак, како и се друг, од Гибли одлично остварување. Ghost in the Shell. Не можеме да одминеме од околу Кусанаги и незиниот тим. Добро е, ова веќе доста култен наслов, иако многу повеќе иде на филозофија, но сепак е мешавина на добар детективски трилер и заговори. И за крајот, шлагот на вечерта, Монстер. Може би добар психолошки трилер од страна на Наоки Урасава. А иначе за информација, добро сега не ви откривам многу од действието, оние што го гледа, не сакам да им го разпредам уживањето. Само ќе кажам дека HBO, студиото што ги прави Game of Thrones, True Detective, Boardwalk Empire, Сопранови, ги откупија правата за снимање на ТВ серија Монстер. Гилермо Дел Торо ќе ја режира. Да. Гилермо Дел Торо и HBO ќе ја прават Монстер. Само не се знае многу за детали што како ќе биде, али не верувам дека ќе ја разочараат. А сега, дами и господа, третиот чин. Конечно го открив убиецот, но пред да го приемам случајот на властите да го исчистам моето име, мора да се соочам со неа. Здраво. Здраво, Макс. Знаеш зашто те викнав? Откри нешто за случајот? Да. И? Решен е случајот. Знам кој го стори тоа. Добро, кој е убиецот? Гледам во неа. Јас убиецот. Да не си грешка. Би сакал, но твојот потен убиец кажува поинаку. Кажа се што сака да знам. Добро, како ме откри? Каде сгрешив?
си имала двоен мотив да го убиеш него. Прво, што дозна дека нема љубовница, но уште побитно, ти сакаше да го земеш неговото наследство. Ти знаеше дека он ти остави тестамент, дека се ти припишува тебе, бидејќи немате деца, но не сакаше да чекаш. Издошава од мене, затоа што веруваше дека ти е најдобрата причина за да го убиам скотот и мојата бивша сопруга. И кога ќе помислам дека не може да имам подобно суштество од мојата бивша. Стани се. А што да правам? Што требаше да направам? Да го оставам така? Да гледам кај што секоја ноќ излегува со други и ме остава мене сама, трошејќи ги своите пари, своето време на други. Подобро во затвор, отколку во тие 4 ѕида. Што ќе биде сега со мене? Има ли спас? Помогни ми. Има една опција. Ќе им кажам дека сум те пркал. Ќе им кажам дека си била притисната во ќош. Ќе им кажам дека извади пиштол. И ќе им кажам дека немав избор. Тоа е погрешно. Не треба тоа да го правиш за мене. Погрешно е. Не требаш. Не требаш никогаш да го направам. Не требаш. Подобро во вината да умре сега, отколку да скапува со годините кои што следуваат.